Ѓусте Златкова од штипското село Шашаварлија е 42 годишна млада жена, мајка на 3 деца, а со сопругот имаат 300 овци и живот кој сами го одбрале како најдобар за нив. Ѓусте е бистра и енергична жена која се сака да стигне, а во тоа и успева. За неа овците се работа и љубов која, верувале или не, изгледа вака. Ѓусте, например, сите 300 овци ги познава и идентификува детално. Знае точно секоја како изгледа, како млеко дава, колку е луда или добра или дали е склона на инциденти. Да, и познавам сите 300 овци. За нас е голема работа. Са валење, станеме рано пред, не пиеме кафе ни ништо, право у аргачу левеме. И ставиме јадење там, вам, се што требат на нив. Кога средеме овци, тога улеваме дома, си пиеме кафе. Малку си работиме што требат јадење се. Да, добро. Како ги познаваш овците? По што? Познаем по ликон. Има, не се сите исти, едно има друга. Има никој такво, си познава си. Дали е тоа по изглед, мирис или? По изглед, по белек, има секакви. Ова познанство на неа и ја олеснува работата, за да се справи со сите нив, да ги организира, нахрани, да се живи, здрави и да бидат млеконосни. Ние чуваме нив, они нас да начувам, да накранем, млеко да ни давен. И... Голема ли е грижа? Голема е, многу голема грижа. Немаме ни празник, ни... Повеќе ке овците сме, у аргачи, у нив да ги чистиш, да ги ставиш јадење. Цел ден сме со нив. Младата фармерка практично во оваа работа нема ниту еден слободен ден, а камоли слободен час. 365 дена во годината е тука со нив, во трлото или на паша. За овците нема делник или празник. Од сабале право се улеваме у аргачи, да ги ранјаме, да ставиме јадење. У зима, у лето имаме стави јадење, да ги музеш, млекото да го средуваш како што треба, сирење да правиме или да продаваме. Како си реда си работа. Како изгледа еден ден твој работен? Убаво ми се гледа. Се работам со љубов, со кеф, да имам, стоката да ги чувам, фамилијата да го држувам од нив и убаво ми е. Овој преголем напор за неа и за целото семејство таа го избрала сама. Зошто изборот се токму овците? Заради маш ми од цел живот си живеа со стока. И он од дете, цел живот. И ја кога дојде невеста, и јас спрема него, јас се одлучи да ги чуваме. После деца си ни родин и мора да се живееме со нив. Од нив си чекаме плата и се. Немаме друга плата. Од нив си живееме. Интересен е фактот што кога сте дошле за прв пат во домот на вашиот сегашен сопруг, воопшто не сте знаеле ништо за и околу овците. Не, ништо не знаеш. И интересно ми беше. Сите, ајде жена тука да си метеме, ајде жена да ставиме јадење, и јас одешам по него и научи и јас. И со љубов, со кеф, сакам да ги... Кој беше учител? Помаш ми, тој свекарова, сите си со нив се занимава. Иако сточарите се жала дека имаат се полоши услови за нив и стоката, и стадата се почесто ги продаваат, ѓусте не мисли така. Ние се трудиме да направиме се на ново. Се да ја правиме услуги на нив. Штали да ги поправиме, нови да ги правиме, аргачи, пасиште да имаме, да ја пуштаме. Со кефе, со љубов и чуваме. Дали би продале некој? Не. И маш ми кажува додека он е жив, не ги продава. Сака да се работе. И јас така одлучи со него. Ке живееме, ке си работиме. Така. Кога дојдовте тука, ова позади вас го немаше? Немаше, се беше старо. Ова тука, та горе и ова, се направи ново. И натака имаме друга аркачи, се ново. Ѓусте е вистински херој фармер, бидејќи покрај овците под своја контрола го држи и семејството, што подразбира дека е сопруга и мајка. Тешко е, јас си го решам и тај проблем. Како? Довајам тука, работам, тога и одам дома си правам јадење, децата си гледувам, усредам и дома направено услуги, да се живеем како што требат, да не е тешко живота. Кој е голем поддржувач на сето ова што го работите?
Сите, цела фамилија сме. По и јас се трудам повеќе, како жена, како мајка, за деца, за фамилија. Свекрва имаме дома. Маш и 3 деца и јас. Трудиме се, живееме. Младата жена од Шашаварлија порачува: трудот води кон сите успеси. Ако човек работи со љубов, ќе успее. Време тогаш си има за се и за овците, но и за наисаканите. Да, уморот е голем, но задоволството од сработеното е секогаш поголемо. Искрена е 42 годишната наша соговорничка Ѓусте Златкова од Шашаварлија.